Делчевските општински власти рационално ги користат поволните временски услови за завршување на веќе започнатите градежни работи за асфалтирање на локални патишта пред истекот на тековната градежна сезона. Еден од позначајните проекти кој се реализира на подрачјето на општина Делчево е асфалтирањето на делница од 300 метри на локалниот пат село Турија, село Трстија. Проектот се надоврзува на минатогодишниот проект со кој беа асфалтирани околу 800 метри на истата делница, со што вкупно изградена делница од 1 километар и 100 метри. Денес имаме асфалтирање на нови 300 метри од локалниот пат село Трстија, село Турија. Вкупно со минатогодишните 800 метри, обезбедени 1100 метри, така да на жителите во ова село има возможуваме подобри услови за живот. Средствата за овие 300 метри се од Источноплански регион и се надеваме дека во периодот кој што е пред нас ќе бидат обезбедени дополнително 900 метри, така да целиот патен правец ќе биде завршен. Со реализацијата на овие активности, како што истакна од општината, значително се намалува делот на овој локален пат кој останува да биде неасфалтиран, а од друга страна после 20 на години жителите на овие две села повторно добиваат нов асфалт на овој значаен патен правец. Берово добива современа фитнес зона на отворено спортскиот центар Стара гимназија во Берово се повеќе го добива планираниот современ изглед и спортско катче во кое сите возрастни генерации ќе можат да спортуваат. Во завршна фаза на реализација е изградбата на проектот Фитнес зона во Берово. Спортскиот центар Стара гимназија во чиј што комплекс се наоѓа и фитнес зоната, полека го добива планираниот современ изглед на спортско катче, во кое сите генерации ќе можат да спортуваат. Па еве, самите можеме да видиме дека е во завршна фаза монтирањето на опремата во фитнес зоната, и тоа со апликација од страна на општината преку Агенцијата за млади и спорт, а обезбедени средства од владата на Република Македонија. Еве успеавме да и во Берово изградиме една фитнес зона за да можат граѓаните од нашата општина да доваѓаат тука да се рекреираат, да го одржуваат нивното здравје, нивната виталност и мислам дека тоа ќе биде прифатено од сите наши сограѓани, ќе го чуваат како свое, зашто тоа е сепак наше. Изградбата на спортскиот центар Стара гимназија беше дел од предизборната програма на градоначалникот Драги Наџински, ветен пред граѓаните, а во кој ќе бидат сместени повеќе спортски терени и активности. Одма до фитнес зоната е изградено повеќе наменското спортско игралиште и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме да ги дофинализираме тревнатото игралиште за мал фудбал и кошаркарското игралиште, со тоа што на почетокот на оваа просторија градивме и детски љулашки исправи за најмладите, така да тоа ќе биде еден спортски центар за кој ќе има место за сите генерации од нашата општина. На ниво на Република Македонија е предвидено изградба на 20 вакви фитнес зони, кои се со површина од 180 метри квадратни со тврда гумирана подлога и 8 реквизити за вежбање, додека предвидено и поставување на клупи за седење и корпи за отпадоци. Вкупната инвестиција на проектот изнесува 40 милиони денари, со што се заокружува уште еден проект од владините мерки за популаризација на спортот, како една од најкрупните мерки за здрав развој на децата.